Уништени се клупите кои неодамна беа поставени на влезот во селото Тракање во ново оформеното паркче. Жителите во неговата непосредна околина реагираат на вандалското однесување на нивните сограѓани, не гледајќи оправдување за направената штета. Само неколку метри подолу во школскиот двор на подрачното училиште Никола Каре во Кочани целосно се оштетени детските реквизити и клупите. Подпирките на клупите ги нема, а некаде се пресечени железните основи. И покрај тоа што намената е за немладите жители да овде учат и го поседуваат Центарот за ран детски развој, и овде победила несовеста. Општинските служби констатираат дека уништувањето на урбаната опрема е перманентно. Наметат се канти за отпад, клупи, зеленило, се кршат фиданки и покрај тоа што се заштитени со метална конструкција. Денови бе на улицата 14-та бригада во Кочани од потпорен зид целосно е пресечена заштитна ограда. Направен е увид и на интервенција е повикана и полицијата. Штетата што се прави на јавно прометните површини е во количини што не се за потценување. Затоа апелираме до сите граѓани да не ја уништуваат урбаната опрема и садниците. Ние ги активираме сите служби, комунални редари и инспектори, полициска станица да се преземат казнени мерки, повикува градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев. Илиев ги повикува граѓанските организации, местните и урбаните заедници да се вклучат во подигањето на свеста за зачувување на јавното добро, како и во конкретни активности што ќе предонесат за подобрување на актуелната состојба.